Физички лица кои во Струмица и Куманово без дозвола собирале отпаден метал од електрична и електронска опрема, како и од автомобилски школки на сопствено земјиште, се парично казнети и задолжени да ги расчистат локациите, објави Државниот инспекторат за животна средина на нивната Facebook страница. Во Струмица е спроведена обстежна акција на 8 локации од страна на државен инспектор за животна средина, инспектор по економски криминал од МВР, комунален инспектор и областен инспектор за животна средина во општина Струмица и по утврдување на незаконското собирање, складирање и селектирање на отпад на приватно земјиште, изречени се соодветни санкции. Во Куманово надзорот е извршен од страна на државен и овластен општински инспектор и казнети се 2 физички лица. Вакви акции ќе продолжат во сите општини во кои на незаконски начин се постапува со отпадот, велат од Државниот инспекторат за животна средина. Дивите отпади се еден од најголемите загадувачи на околината, заедно со депониите. За струмичани, освен дивите депонии, сериозен извор на загадување е и депонијата Шапкар, за која последните години речиси постојано чади и има реакции. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека ќе почне постепено решавање на проблемот со дивите депонии. Многу брзо ќе почнеме да ја градиме првата регионална депонија санитарна, која што ќе ги замени едно 30 барем диви депонии кои што во моментот чадат и така натаму, каде што таа ќе биде за општините во источна и североисточна Македонија. Значи делот Штип, Кочани, Малешевија, Пчиња, течението на Крива река, значи Брегалничкиот и Криворечкиот, односно сливот на Пчиња. Парите ги дава Европска унија, долги години се подготвуваше проектот, меѓутоа ќе се чистат, ќе се затвараат оние депонии што сега чадат тие големи општински, Штипската, Прови Штипската, за нив имаме постојано пријави од граѓани дека чадат, ние одиме на терен, ама тука треба и големи пари и контроли и така натаму. Значи, трајно ќе се реши проблемот со управување со отпадот во овие два региона. И очекувам дека и во други региони ќе продолжиме со оваа насока, така да тоа би бил еден зрак на оптимизам. Од Здрава Котлина најавуваат фронт против проблемот со депонијата Шапкар. Бараат од институциите активно залагање за надминување на проблемот.